како што тече денешниот ден овде во Собранието на Република Македонија, не може да се каже дека станува збор за демократија и за демократско работење. Денешниот ден остава впечаток на безредие и хаос. Ништо не се знае и ништо не може да се очекува со ваков начин на работење. Затоа, како пратеник, го користам моето право и согласно член 77, став 3 од Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, предлагам измена на дневниот ред. Барам точка 1, предлог на одлука за разрешување на член на Комисијата за прашање на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, поднесен од Талат Џафери, Јован Митревски, Горан Миски, Диме Велковски, Снежана Калевска-Ванчева, Дарко Каевски, Даниела Николова, Боби Мојсовски, Панчо Минов, Марија Ѓоргиевска и Жаклина Лазаревска да се стави под реден број 7. Сметам дека предлог одлуката за разрешување на член на Комисијата за прашање на избори и именување на Собранието на Република Македонија не е разгледана на матичната комисија, а знаеме како е редот. Предлог законите се разгледуваат првично на матичните комисии, а подоцна во Собранието на седница. Но очигледно е дека Собранието не функционира како што треба и редот во него е изгубен. Но редот, за жал, е изгубен во целата наша држава. Постојаниот пораст на енергенсите и на основните прехранбени производи им го направи животот на сите граѓани неизвесен. Животот кој го ветивте, го нема. Останаа празни ветувањата за бесплатно здравство, за плата од 500 евра, за добивање датум во Европска Унија. Поради ваквата состојба, како пратеничка група на ВМРО ДПМНЕ реагиравме на повикот на пензионерите и на денешната седница го предложивме Законот за дополнување на Законот за пензијско и инвалидско осигурување, со кој баравме покачување на пензиите за 20% и тоа за сите категории на пензионери. Бараме пензионерите да имаат достоен, сигурен и мирен живот. Но пензијата од 11.500 денари, која ја земаат 90.000 пензионери, е далеко од доволна и спаѓаат во најранливата категорија граѓани. Овие средства не се доволни за подмирување на сметките за струја, вода и основни прехранбени продукти, а не пак со нив да имаат достоен и сигурен живот. Сметавме и на поддршка од страна на власта, но за жал таа не ја добивме. Како тоа, почитувани колеги, одбивате наши предлози за доброто на граѓаните, а барате од нас да прифатиме тоа што вам ви одговара. Затоа уште еднаш ќе повторам, барам точка 1 да се стави под реден број 7. Благодарам.